Добро вечер. Во вторник во Софија ќе се видат македонската и бугарската влада. Ќе отпочне операционализацијата на планот, кој во овој момент слови како план на бугарскиот премиер Петков низ проширување на темите за соработка да се стигне до некакво решение во следните 6 месеци. Новите теми или работни групи кои доаѓаат никогаш не биле спорни за Македонија. За нив има доволно простор опишан и во договорот за добрососедство и пријателство со Бугарија. Новите теми кои треба да се отворат, особено во делот на економијата, инфраструктурата и транспортот, ќе чинат милиони. Во таа приказна нема ништо што може да заврши за 6 месеци. Но низ тој процес ќе се види колку сериозно двете држави ја препознаваат сопствената шанса да застанат на коридорите на кои всушност се поставени и да не ги губат можностите за сопствениот бизнес и граѓани да направат нешто. Надвор од таа зона на опасната комисија за историски прашања, која очигледно по најавите на председателот Радев ќе остане клучната за отварање на преговорите. Но, се друго надвор од таа тема е веројатно шанса за некаква нормална комуникација, а бројките покажуваат дека во таа тапкаме толку долго време и поради милионите, но и поради отсутството на политичка волја некои од прашањата да се помрднат од мртва точка. Како се подготвува македонската делегација? Што ќе биде срочено од веќе запишаните обврски на двете страни и како да се динамизира тој процес кој меѓу другото вклучува освен добра волја и многу пари? Вечерва ќе разговарам со министерот за транспорт и врски Благој Бочварски. Добро вечер. Добро вечер и благодарам за поканата. Има и домашни теми, не е само ова на линијата на коридорот 8 и се надевам во вечерашниот 1 час за интервју ќе успееме да допреме повеќе од аспектите што се во делот на вашиот ресор, кој што веројатно по впечаток на новиот премиер заслуживте да го задржите. Имаше ли барем некој момент на дилема, иако медиумите најавуваа дека се во игра повеќе имиња, дека вие сте во сигурната зона според оценката на премиерот? Овде оценувам дека е задоволително да ја продолжи својата работа. Па веројатно сето она кое што го направивме во изминатата година, година и половина во министерството, навистина дава за право дека и оваа 22 година треба да стигнат и резултатите и плодовите од таа работа, така што навистина не очекуваат големи инфраструктурни зафати и проекти, вклучувајќи и овде и железничката пруга кон Бугарија, но и многу други проекти. И навистина е потребно еден тим кој што земал замав веќе во министерството, е искоординиран целосно, да продолжи да работи со цел да сите овие проекти час поскоро влезат во реализација и да направиме што е можно поголем број на проекти и инфраструктура за граѓаните и за државата. Овде ќе видиме прво реклами, па да имаме чист еден блок за тоа што сакаме да го поразговараме на почеток околу темите поврзани со Бугарија. Министре, за почеток на овој разговор, секој би сакал во својот мандат да рече, баш и како што вие се формулиравте на почетокот, тим кој знае, започнал, имал добра динамика, но можеби не треба да се менува. Ама ако се вратиме малку наназад и ги видиме целите на првата влада на СДСМ и се разбира објаснувачкиот дел во делот на инфраструктурата, очигледно сте мислеле дека не е лесно да им дадете оценка на претходниците од 10 години. Таму стои дека Македонија инфраструктурно е заостаната земја, со рурални средини без основни услови, без системи за снабдување со вода, фекални атмосферски канализации, со опасни и небезбедни патишта кои според ЕУ се крајно небезбедни 40% од нив. Сега на друга страна звучи ветувачки, што вие сте си замислиле таа 2017 година дека ќе успеете да направите во добар дел на краток рок до 2020, рок кој стекува кога вие всушност доаѓате во Министерството. Скоро ниедно од сидрата опишани во амбициите на владата немаат никаков исчекор, да не зборуваме пак за сериозен. Тоа позначајните, например, дека амбицијата на владата тогаш била дека состојбата со атмосферската канализација и фекалии ќе ја подигне од 18 на 40%. Имате представа сега колку е таа бројка?
Имам представа дека за само 4 години од мандатот на оваа влада имаме изградено преку 500 километри канализации и водоводи. И тоа е навистина значајна бројка на проект на километри ваква инфраструктура, што значи дека преку проектите и во Министерството за транспорт и врски имаме цела линија на Европска инвестициона банка од 50 милиони евра, која што веќе ја привршуваме. Тоа значи дека во наредниот период ќе има уште еден повик преку Министерството за животна средина, каде што ќе продолжат исто така да се реализираат вакви проекти. Имаме реализирано голем број на проекти со што сме помогнале на граѓаните на општините. Тоа е суштината на функционирањето на една општина, да возможи инфраструктура за граѓаните, но општините се не секогаш толку капацитетни, финансиски и стручно да обезбедат водоводи, канализации, атмосферски канали за своите општини и заради тоа владата од овде подпомага со ваквите проекти, но и не само тоа. Владата извршува политики така како што опишал буџетот, кој што секоја фискална година бил гласан. Ако сте се определиле за директни локални интервенции, тие сте должни да ги спроведете. Во делот на инфраструктурата има една амбиција за која никогаш подоцна не се зборуваше, а тоа е најавата тогаш на владата дека ќе оснива посебно предпријатие со почетен капитал од 300 милиони евра, со потенцијал дека тие можат да стигнат до 10 милиарди. Сега пак тие се во долари, кои подразбираат партнерство со 16 европски земји плюс Кина и дека тоа предпријатие ќе биде всушност оперативниот дилер на политиките во сферата на инфраструктурата. Такво нешто не се случи. Такво предпријатие не е формирано, но секако дека има проектни единици во секој ресор, во секој министерство кои што водат одредени тематики или политики. Во Министерството за транспорт и врски има формирано посебна проектна единица која што работи на реконструкција и изградба на локални патишта. Исто така една тема која што е локална тема или тема на локалните самоуправи, со 70 милиони евра да вбризга средства во општините и да им помогне по посебна методологија на тоа колку секоја општина има средства да понуди проекти да добие пари за да помогне на граѓаните. Владата се реферира дека е свесна дека овој начин на различни проектни единици, различни министерства, различен начин на туркање на работата, таа нема да врви. Па затоа решила ова оперативно да го раководи јавно државно предпријатие во доминантно државна собственост, која ќе успева на различен начин да создава приливи на својата сметка и да може да ги раководи и управува проектите, а бројките се денеска незамисливи за нас. Не знам на што мислеле тогаш дека е можно да стигнат до таква бројка. Сега во моментот се формира една исто така проектна единица составена од поголем број на инженери кои што ќе работат на туркање на овие проекти, но тоа нема да биде посебно јавно предпријатие, тоа ќе биде една проектна единица на владата која што паралелно ќе води во еден систем, ќе ги има сите оние проекти кои што ги имаат сите ресорни министерства. И да се знае точно со еден клик на компјутер до каде е проектот во општина Кисела Вода или во општина Битола за одредена тема, дали е тоа училиште, градинка, улица или автопат, така што тоа е еден систем кој што ќе го менаџира владата, но пред се повторно морам да кажам дека министерствата се овде да сите овие проекти и проблематики кои што ги работат бидат овде и да ги туркаат заради тоа што тоа ни е работата, за тоа ни избрале граѓаните или парламентот секако за да ги движиме овие многу значајни проекти за граѓаните и за државата. Замислувам тој еден клик. Денеска кој ќе викнеш министер во студио, па следната година го викнеш, па се обидеш да го потсетиш, па нели минатата година рековте дека ова ќе заврши до оваа година, ми е наполно нејасно како на кликовите ќе успееме да препознаеме фазна динамика, а не ова дека ги промашувате и основните рокови кога нешто планирате да завршите. Апсолутно не е така, заради тоа што сите постапки кои што се водат треба да ги запознат и процедурите, да се обезбедат финансиски средства, да се обезбеди компанија или софтвер кој што тоа ќе го менаџира, така што сите тие постапки се паралелно движат, но најважно од се е да ги стегнеме ресорите, министерствата, да бидат подготвени капацитетно, да ги решаваат важните инфраструктурни прашања и проблеми, како на пример еден автопат Кичево Охрид кој што знаеме како е започнат и во која фаза е, да целосно го одглавиме и да дојдеме во фаза да институционално тој веќе е подготвен да се гради. И тоа е нешто кое што не мора да го имаме на систем или на компјутер, но тоа е нешто кое што министерот во секој момент и секој ден
работен ден во Министерството треба да работи на решавање на сите овие проблеми и прашања, такви ги има многу. Знам дека чувствувавте дека можеби примерот ќе биде со Кичево Охрид и вие сте имале такви изјави околу брзината за завршувањето, некако финалето и можеби последната одлука во собранието дека тоа е обврска за Министерството со законска интервенција, дека мора да биде готов на 31.12.23 прави друг тип на обврска и веројатно оттамо таа расправа при измената на терминот кој што се очекува да биде завршен автопатот, некако малку повеќе разбравме дека освен што сте можеби мрзливи, неодговорни, дека во бројките и во новите аспекти, што е тоа неколку косини, неколку клучки, всушност сваќаме дека предизвиците можеби беа далеку поголеми отколку првото проектирање. Веројатно како и кај Шнајдер, подобро е ново да сошиете отколку да го поправате старото. Ми остави впечаток вашиот пластичен обид во собранието да им објасните за колкава всушност разлика се работи, правејќи споредба дека ако по претходниот план требаше да изфрлиме или екстрахираме 10 милиони кубни метри земја, само со новите дополнителни интервенции на клучките и косините се потребни да се отстранат уште нови 12 милиони, значи многу повеќе од првата голема траса предвидена за чија што реализација очекувавме да биде завршена побрзо. Да, и токму од овој еден детал, само кој што го споменавте, може да се заклучи дека сега решаваме проблеми или постапки на некои неодговорни кои што неодговорно започнале да градат ваков огромен и гломазен проект со преку 400 милиони евра и да на пола од градбата констатираме сите со своите инженери, со консултантите дека треба да се додадат уште 200 милиони евра приближно за да се изгради и тој автопат да биде конечно изграден и да се користи од граѓаните, да биде безбеден, стабилен. Господин Бачварски, тоа е нешто кое што навистина е голем проблем кој што мора да го расчистуваме. Беше корисна таа приказна во кампањата. После првите 100 дена министерот доаѓаше по студија в чудо невиден каде била оставена трасата, да оди преку далноводи, понекогаш да нема воопшто простор за исклучување од патот, се останат и помина таа фаза. Денеска секој нормален вели, добро, дали е можно 5 години, одново да го цртавте за 5 години под околности дека имаме земено сериозен кредит кој што со камати треба да го враќаме. И ние сега доаѓаме на приказната. Зашто ги користиме парите со кои што се позајмуваме, ако имаме во предвид дека веќе сериозно мораме да враќаме од кредитот, а ние веќе не сме ни перспективно во шанса од тоа да имаме некаков принос. Напротив, во овој период дека се гради, уште поотежнати се пристапот Скопје Охрид. Ке се обидам со бројки за да биде појасно и на граѓаните во однос на овој автопат, да укажам уште колку имаме работа до крајот на завршувањето на овој автопат од 600 милиони евра, каде што прогресот на работите е некаде над 60% во овој момент. Она кое што се обидува и опозицијата да го спинува е моментот дека тие го предале, кога ја предале власта овој автопат со 60% реализација, тоа е од првичниот проект кој што беше надограден уште со 200 милиони евра. Ние од тој првичниот проект сега сме на 95% од изградбата, но тоа е нешто кое што е невозможно така да функционира. Така што можам да кажам дека во овие 2 години кои што ни остануваат од 2022 и 2023 треба грубо некаде да вградиме, да вбризгаме во тој автопат по некаде над 120 милиони евра годишно. Ако во тие години кога оние силните градители кога граделе се покажа дека инвестирале по 5, 10 или 20 на милиони евра, сега ние сме подготвени за 2 години по 120 милиони евра за да овој автопат биде завршен. И тоа не е нешто кое што од денеска за утре треба да го притиснеме копчето и да биде готово. Дај Боже да беше така, јас тоа ќе го направив до сега, но важно е дека треба да знаеме дека треба да се вградат нови
количини на бетон, арматури и ископи на земја, како што го кажавте и вие примерот, да се асфалтира и со прецизно јасно утврдени рокови. Првичниот рок кога се преговараше беше 24 година, но со добра динамика, низ 4 месечни преговори дојдовме до тоа дека да, со добра организација може на крајот на 25 да заврши. Има ваква интерпретација. Дека рокот сосема известно е пологично да биде тој во 24-та. Ама стравот дека нешто мора да се пресече пред избори, а секако тие, ако останете до тогаш на власт, ќе бидат споени со претседателските, бидејќи нема логика во рокот 3 месеци па да одиме на парламентарни избори, дека ве притиска и затоа сакате тоа пуштање, барем еве конечно нешто завршивме, да го подразбира тој рок 31.12 за да биде убаво предизборно ветување. Сите не притиска и доколку можевме 22 ќе беше рокот, но некои рокови разумни кои што по динамички планови ги поставивме, укажуваат дека тоа е возможно до 23-та. И секој еден ден кој што ќе го заштедиме или ќе го скратиме од овој рок е придобивка за граѓаните, не заради една или друга политичка партија, не заради едни или други избори, туку токму заради тоа што се обврзуваме да дадеме се од себе, но овде веќе останува фронтот за работа на градежните компании. И јас во многу наврати ги повикав да се вклучат и да одработат, заради тоа што сега фронтот е чист, сите оние репроектирања се направени, урбанистичките планови се решени и постапките се привршуваат за да можат слободно да влезат и да ги доработат сите оние градежни зафати и постапки кои што стојат пред нив. Статусот на нашите градежни компании кои би требало да се приклучат во оваа приказна е статус на подизведувачи, па претпоставувам дека околу тоа помалку советот на министерот одлучува отколку инвеститорот или оној кој што го гради, тоа е Синохидро. И може би сега повеќе ќе им се допаѓа затоа што во овој период на измените може би беше таа клучна кој колку зема од кајмакот, дека разликата помеѓу тоа што го фактурира Синохидро веќе не може да биде во таков сооднос каде што подизведувачите ги земаат трошките, а главното оди кај Синохидро и веројатно тоа може да биде мотив за подизведувачите да бидат повеќе присутни во завршувањето на оваа приказна. Верувајте, 600 милиони евра проект е проект каде што за секој има простор да одработи, но да одработи согласно роковите. Овде има многу градежни компании, домашни, но и странски кои што работат. Дај Боже да имаме ние капацитетност да бидат поконкурентни и повеќе такви домашни градежни компании, секако и државата ќе биде посреќна, но и да се запазуваат роковите за градба кои што сме ги земале, бидејќи граѓаните потоа бараат одговори еве вака и новинарите за тоа докаде се одредени инфраструктурни проекти. Но термините, роковите мораме сите да ги почитуваме за градба. Приказната со Бугарија би требала да добие засилување, а претпоставувам дека в првата фаза ќе биде проследена со правење малку повеќе оперативни планови, што можете на краток рок или од каде е точката од која што треба да отпочнете со добра волја нешто да динамизирате. Што се однесува до пругата со Бугарија, мислам дека споменав дека македонската страна понекогаш препотентно вели одлично е ова да се отвори, затоа што меѓу другото ќе ви покажеме дека во овие области сме одработиле повеќе отколку другата страна. Но остануваат обврски кои се во милиони сериозен предизвик. Никој во овој момент не знае како тоа ќе биде финансирано. Сега за пругата знаеме дека имаме некакви од ЕУ 70 милиони, но бројката е 65, но бројката е околу 600 милиони. Тоа е веројатно сериозен дел од колачот кој што треба да размислува Македонија како ќе го покрие. Дали во вторник со вашиот колега Сабев од Бугарија, Николај, очекувате меѓу вас некаков конкретен план? Не само што не дискутираме единствено на темите за отпочнување на некакви постапки, разговори, подпишување на документи, туку апсолутно... За железницата веќе имаме меморандум подпишано крајот на минатата година. Да, подпишавме меморандум за соработка, тоа е трилатерален помеѓу Република Северна Македонија, Република Бугарија и Република Албанија во Софија. И тоа е еден документ во кој што сите три страни се заложуваме да продолжи интензитетот, односно да го забрзаме интензитетот на градење на
коридорот 8 кој што е исклучително важен и е важен за сите, не е само важен за Бугарија или само за Албанија, важен е и за Македонија, така што од тој аспект потпишавме меморандум за соработка, но ние сме конкретни и јас на првата средба во Скопје веќе го повикав министерот. Согласно нашите очекувања, ние сме во конечна постапка пред избор на изведувачи на првата и втората делница од оваа пруга, која што е околу 200 милиони евра. Од тие 600, околу 200 се обезбедени пари. И таа до 9 Бајер, која што е всушност и најтешката траса. Најтешката и најголемата, но е третата делница. Ние на првите две делници, кои што исто така се сериозни, околу 200 милиони евра, пак ќе кажем инвестиција, го повикав и министерот да биде присутен на пролет овде во Република Северна Македонија, да започнеме со градба на оваа пруга и секако ги поканивме премиерите, доколку е тендерот за овие две делници оди заедно, тоа само да речеме дека нема. За тие две делници заедно и е навистина значајно и заради политичкиот аспект, но пред се заради економскиот аспект, дека после повеќе години имаме избрано компании и во март месец, односно април, напролет да влеземе со градба и тоа е навистина еден значаен аспект и да покажеме и на нашите соседи дека ние не само говориме за некакви инфраструктурни проекти, туку тие проекти ги реализираме. Министре, веројатно разговорите имаат некаква стратегија, некаква тактика, меѓутоа зад нив, меѓу другото, треба да стојат и финансиски средства. Веројатно Македонија не смее да си дозволи да чекори во оваа приказна која чини милиони, ако другата страна не е подготвена во истата динамика да тргне за се сретнеме некаде. Оти на Македонија веројатно не треба повтор пат клепало кое се распаѓа, другата страна нема ниту обид да го направи патот до истиот тој премин. Колку се милионите од бугарска страна кои би довеле до ситуација дека едната и другата страна, бидејќи сосема дури и символично, железничкиот премин треба да се случи во тунел. Само тунелот, согласно проектната документација која што ја имаме, е околу 5 километри, 2,5 километри се на нашата страна, 2,5 километри на страната на Бугарија. И сега една од темите е како да се реализира тој проект, дали ќе го реализираме посебно, дали едната од страните ќе го аплицира, ќе го инвестира преку европските фондови и тоа се постапки во кои што ќе се вклучат повеќе институции. Само тој тунел кошта некаде 70 милиони евра согласно првичните проекти кои што ги имаме ние во Министерството. Тој проект е изготвен, го имаме ние за целиот тунел кој што и на наша и на нивната страна и останува уште една реконструкција на бугарска страна на остатокот од пругата, со што, како што сум информиран, тие работат на нов проект за брза пруга, сакаат да се поврзат по овој коридор 8 со нас, со нашата страна, и тоа се постапки кои што реално ќе траат. Оваа трета делница, која што кошта преку 400 милиони евра од Крива Паланка до 9 Бајр. Според проектните документации, според динамичките планови, некаде треба да се гради 4 години. Нашите очекувања се дека ќе започне наредната година, е реално остварливо, 23-та, што значи дека до 27-та ние, доколку се оди како што треба, можеме да ја изградиме оваа трета делница, а првите две кои што ќе ги започнеме сега на пролет се 3 години. Ќе завршат 25-та година. Но тоа е след на настаните кои што ги имаме од наша страна со конкретни рокови, тајминзи, со обезбедени средства целосно за првите две фази и 60 милиони евра за третата фаза, но се разговара веќе и за дополнителни 150 да се обезбедат за третата фаза од оваа железничка пруга. Што значи да се обезбедат? Овие се грант. 65 милиони. Што значи кога велите да се обезбедат? Министерството за финансии работи на проблематиката во тоа колку можеме повеќе да обезбедиме грантови, бидејќи се работи за големи средства, а останатиот дел ќе оди со кредитирање. Те прашувам, седевме на различни процеси, различни маси. Берлински процес, пари, инфраструктура. Други иницијативи, пари, инфраструктура. Стимнете се што повеќе од политика, влезете да ги освоите или зацврснете коридорите. Некакви други авантури на земјите во регионот меѓу себе и затоа ми звучи сосема логично како се помалку да има грантови во таа смисла, а се повеќе да се најдете во некакви пакети кои што се предвидени, особено пак за земјите од другата страна кои се веќе членки можат да ги користат буџетските пари на Европската унија. Можеме и ние да ги користиме. Важно е дека кога ќе земеме одреден грант
од Европската унија или од било која друга институција, ние тој грант треба да го потрошиме, бидејќи има рокови, треба да го реализираме, да изградиме нешто со тие пари, да се оправдаме, бидејќи сме имале капацитет тоа да го направиме, и тоа е нашата задачка сега да го правиме. Јас тоа го кажав и на министерот од Бугарија, но и на премиерот, дека ние сме подготвени на таа пруга да изградиме 36 тунели, колку што има на таа пруга на нашата страна, и преку 80 мостови. Околу 90 за да мостови. дел се реконструкција, дел треба да се изградат комплетно нови. Тоа е крајно комплексен објект, инфраструктурен објект, за да конечно ние покажеме, не само на Бугарија или на нас, да покажеме дека можеме да живееме подобро, можеме да работиме повеќе, можеме да соработуваме повеќе, можеме компаниите да ги доближиме повеќе, да дадеме шанса не само преку патничкиот превоз, нашите компании да соработуваат преку патниот транспорт, туку може и преку железничкиот, кој што ќе биде и конкурентен, и поевтин, и еколошки поисправен во овој период, така што нашите обврски се големи, но не отстапуваме, тоа е нашата агенда. Бројките во оваа приказна звучат ветувачки, како да се промени и поевтини тоа што го имаме. Структурата на размината е 90% транспорт и 10% патници, значи луѓе. Во таа смисла веројатно вреди да се направи овој напор, иако кога ќе се погледна финансиската конструкција изгледа застрашувачки и можеби гледано од позиција на нашата стара навика, дајте ние да си се вратиме овде како коридор 10, доаѓа во Солун, оди директно таму. Ова не изгледа како покомплицирана приказна, чини многу, а не сме сигурни дали всушност отвара исто толку перспективи колку што оваа навикната трансверзала север-југ. Јас само можам да кажам дека коридорот 8 ние не го правиме само заради Бугарија или само заради Албанија, го правиме за нас, за нашите граѓани, да отвориме можност да имаме уште еден излез кон исток, кој што е многу значаен заради товарниот транспорт, ќе кажам пред се, веројатно и патничкиот транспорт ќе заземе дел од користењето, но пред се заради товарниот транспорт, и тој коридор е значаен и од друг аспект. Доколку ние како држави не се заложиме и не започнеме конечно да го градиме овој коридор, а тоа е оваа источна страна на коридорот 8, но и западната потоа од Кичево до Албанија, апсолутно ќе биде оправдано после можеби неколку години да Европската унија ги помести тие коридори, доколку овие земји немаат интерес да ги преместат коридорите, клучните паневропски коридори, да имаме некој коридор кој што оди на север или на југ од нас. Но ние не смееме да дозволиме тоа да се случи. Заради тоа мораме да работиме. Зошто велите можеби добар дел действија, политички промислени, стратешки на другите земји се случија на тој план. Ние во еден период потполно чекајќи затворени, проблем со Грција, проблем со не знам што, можеби не успеавме да забележиме дека тие се мапираат по истиот пат. Каде што тргнуваат да одат гасоводите заобиколувајќи Македонија, таму ќе одат и другите траси. Токму поради тоа треба и да работиме и да докажеме дека ние сме и подготвени и дека сме капацитетни да ги изградиме овие клучни коридори за кои што и Европската унија ни доделува средства. Кичево но и сме централно поставена земја на Балканот. Тоа е многу важно да не го изгубиме тој стратешки потенцијал кој што го имаме на државата. Да се разгрануваат коридорите во Република Северна Македонија. Коридорот 10 и коридорот 8, и патниот и железничкиот, но и гасоводите кои што веќе еве имаме два краци кои што ги градиме овде, и преку нас веројатно ќе се поврзува во иднина Косово и Црнагора. Со тоа ќе покажеме дека преку тој транспорт или транзит и на патници, и на стока, и на гасоводите и гасификацијата ќе имаме шанса да напредуваме. Кратко кажете ми, пругата Кичево-Лин, во еден дел барем знаеме поради третманот на Охрид, дека остана отворена со ново прашање за специјален третман на тој регион, на кој што директно се реферира УНЕСКО, бидејќи веќе нацртаната траса на пругата поминува премногу блиску до езерото и има девастацијски потенцијал. Дали се друго е во ред, освен овој проблем кој не е затворен? Таму имаме готов основен проект за градба на западниот дел од коридорот 8 од Кичево до Лин, до границата со Албанија, и кошта некаде околу 500 милиони евра, исто така. Многу значаен, голем инфраструктурен проект. Тоа прашање е нешто кое што е значајно да се дообјасниме со човек,
архитект кој веројатно себе си се замислувал пред да го задеси СДСМ, дека црта проекти во канцеларија, колку успешно и брзо се навикнувате дека поради позицијата на која се наоѓате преку уста ќе превалувате милиони, милиарди. Понекогаш звучи со неверојатна леснотија, но тоа е тежината на ресорот. Тежината е тоа на ресорот. Јас претходно сум водел и општина каде што проектите се исклучително многу помали, многукратно помали, каде што од идеја до реализација се реализира некој проект за месец, два, три, па и година дена. Овде проектите бараат многу работа, многу ангажман, проекти кои што коштаат вака 500-600 милиони евра и нешто кое што мора да се одглави, да се откочи таму каде што е застанато и да бидеме подготвени дека и во тек на градба се појавуваат прашања и проблеми кои што треба брзо и динамично да ги отклонуваме и разрешуваме. Министре, кога дошле СДСМ имале потреба на власт, Боже, се уште се на власт, имале потреба да опишат, меѓу другото малку и поетски, што тие всушност имаат намера да направат во инфраструктурата и се вика Македонија мегаполис, Македонија без црни точки и Македонија без кал. Сега ние сме потонати во една чудна кал во која дури ни дома не сме успеале никогаш да се договориме, кога велиме да се договориме, да успееме да испорачаме, дека не може после 2-3 години пак да дојде некој министер и да им викаме докај сте со патот Прилеп-Битола, дека амбицијата дека за 90 минути ќе се стигнува во секоја точка во оваа мала Македонија, звучи како пристоен опис дека живеете во 21 век и тоа е нормална амбиција на една политичка влада, но се уште далеко од реализација. Еве вака, Македонија без кал е проектот кој што веќе го работиме со преку Светска банка, кредит од 70 милиони евра и пари кои што ги дадовме на општините. Тоа е проектот кој што помага на општините да реализираат локални улици и патишта, со што освен општинските буџети ќе им помогнеме со овие средства да ги решат најважните и најгорливите инфраструктурни проекти во делот на локалната самоуправа. Тоа е проектот Македонија без кал кој што веќе се реализира. Имаме некаде 80 на километри патна мрежа во локалните самоуправи кои што преку Министерството за транспорт и врски се во оптек и се градат. Во делот на сите останати проекти кои што ги имаме, решавање на црните точки, јас можам само да потенцирам неколку. Ако зборуваме за црните точки на патот од Градско кон Прилеп, кој што несомнено ги има многу, сега веќе тој пат се гради и тоа во експресна делница со навистина сериозен инфраструктурен зафат и финансиски зафат. Ако зборувавме за црните точки на експресниот пат, кои досега ги предвидувавте. Да, но пред 2 години не се градеше тој пат, денеска се гради. Имаме сериозно силна механизација на терен, која што и на двете делници има доста значаен прогрес и тој пат секој кој што поминува таму го знае. Тоа го должиме на граѓаните на Прилеп, Битола и на Пелагонискиот регион, а напролет започнуваме и целосна рехабилитација на Плетвар, кој што е многу исто така комплексен патен правец за да имаме по-безбеден пат. Запишале во амбициите дури дека ќе одиме по автопат Прилеп-Битола, Меджитлија. Прилеп-Битола е автопатска делница. Ама ние сега се обидуваме, дајте ова, завршете го, барем во едно да бидеме сигурни. Не, апсолутно не е така, заради тоа што работиме паралелно и на подготовка на постапките за Прилеп-Битола. Тоа е многу значаен патен правец, го ветивме, тоа е автопатско решение и на проектирање на експресен пат Битола-Меджитлија. Од другата страна на исток, експресниот пат Штип-Радовиш, кој што деновиве веќе граѓаните го поминуваат, веројатно патуваат по него, може да се уверат дека е навистина многу квалитетно изработен и е пат кој што заобиколува веќе повеќе црни точки. Тоа го знаат жителите кои што живеат во тој регион, бидејќи имаше неколку црни точки кои што имаше многу сообраќајни незгоди, се случува многу сообраќајни незгоди и овој експресен пат изграден 4 месеци пред рокот. За прв пат во можеби историјата на државата, на самостојна Македонија, изграден пред рокот, 65 милиони евра проект кој што денеска е веќе конечно затворен, реализиран, нуди можности на побезбеден пат. Исто така и Штип-Кочани, кој што веќе е при самиот крај. За тоа кому да честитаме, сигурно не на владата, и предпоставам имате срце да речете да, за ова треба да му се честита на изведувачот. На сите оние кои што учествувале во градбата, од проектанти до надзорни органи, до владата која што ги ставила овие приоритетни патни делници да ги реализира и да ги изгради како комплетно нови,
и да се фокусира на градба на инфраструктурата. Конечно, да им честитаме на граѓаните, заради тоа што сите тие се заслужни, заради тоа што дале подршка на едни вакви, да се градат вакви проекти во овој период. Министре, најавата за и промоцијата во Скопје дека за 60 дена ќе имаме авиолинија Скопје, Софија или обратно треба, која веќе нивна иницијативата, звучеше како договор за авиолинија. Сега сваќаме дека на таа линија ќе оперира еден и дека тоа е бугарската компанија Гуливер, дека тоа ќе бидат нискобуџетни летови, кои потоа ќе прават примамлива интерконекција затоа што добиле дозволи веќе за летови во Торонто, Канада и Њујорк, Соединетите Американски држави. Не велам дека е лошо, но дали е тоа почеток за перспективно да бидеме сигурни дека на авионска линија Софија Скопје, Скопје Софија ќе имаме и други кои ќе летаат? Најпрвин тргнавме од тој аспект да се обидеме да поразговараме со оператори кои што се заинтересирани, бидејќи тоа се приватни компании, можеби некаде државни, кои што треба да имаат финансиска исплатливост да возат на една ваква рута. Таа рута е доста кратка, од Софија до Скопје, и во минатото е запрена заради тоа што немало доволен број на патници. Аспектот на тоа дека треба да одиме со подпомагање или субвенционирање на оваа линија го ставаме во втор план. Во разговорите дискутиравме дали е возможно да отвориме можности и да поразговараме со тие компании да направат одреден триаголник, например Софија, Скопје, Атина или Софија, Скопје, Истанбул, со што ќе го направи примамлив и оваа делница за движење на авиотранспортот во наредниот период, но крајната цел е да имаме авиолинија Скопје-Софија, заради тоа што ќе отвори нови можности за граѓаните, без разлика дали таа компанија потоа ќе го најде интересот и ќе вози од Софија до Њујорк или до Канада или до Германија. Тоа е апсолутно оправдано, заради тоа што компанијата треба да го најде и финансискиот интерес, без при тоа да најпрви се насочиме кон финансиски субвенции од страна на државите. И заради тоа отворени се сите опции. Ние ќе продолжиме во вторник веќе да разговараме. Јас го информирав и министерот од Бугарија дека ние сме подготвени за секоја заинтересирана компанија дека може слободно да дојде овде и да поразговараме заедно со сите власти воздухопловни во државата, да ги најдеме можностите. Ние имаме концесионер на нашите два аеродроми, сега го ги вклучиме и нив за можни поволности, можеби попусти, за да може оваа линија да конечно почне да оперира. За нас е многу важно не само заради политичкиот момент. Сметам дека треба како први соседи да имаме повеќе конекции, да ги зближиме луѓето, и ова е еден од начините да го направиме тоа. 7 хелиодроми за медицински, полициски и воени потреби. Тоа е мапирањето во инфраструктурата што се однесува до воздух, и 4 водени површини за хидроавиони. Така се амбицирала владата кога дошла прв пат на власт. На овие позиции не е направено ништо ново. Да, но секако дека и клиничкиот центар во Скопје, кој што е еден од најголемите проекти во здравството, требаше да биде изграден, е објект кој што на дел од својата инфраструктура треба да биде прилагодена и за ваков тип на потреби. И апсолутно тоа е еден од проектите кој што е заглавен заради политички причини во собранието. Сметам дека тој комплексен објект во делот на здравството ќе придонесе за да еден од таквите објекти биде реализиран. Секако економската состојба, ковид кризата, енергетската криза во периодот кој што е сега пред нас, но и позади нас, ни даде за право да се свртиме кон решавање на прашањата. Во 2015 или 2016 година никој не знаел дека ќе има ковид криза, но сега предизвиците се и различни и поголеми во делот на решавање на овие прашања. Секако енергетската криза е многу значајно да ја надминеме со што е можно помал број на проблеми кои што би се појавиле, бидејќи граѓаните пред се ги интересира
да имаат стабилно снабдување со електрична енергија и загревање на своите домови, а потоа да решаваме и вакви прашања. Ништо не сме... Па добро, сега знаете како, сега ова само додавка сезонски, кога ви ги споминуваме овие 4 водни површини за хидроавиони, кога ќе дојде лето и кога ќе се запали половина Македонија, исто така ни станува важно колку и овие сега во овој момент енергетски прашања кои ни звучат приоритетни. Секоја сезона има некаков свој приоритет за кој што треба да бидеме подготвени. Само кратко пред да одиме на пауза за реклами. Дали таа почетна амбиција на стратезите во СДСМ, како сакаме да се позиционираме во овие приказни, кој ја врати одново темата дека не ви е страно да размислувате одново за македонски авиопревозник, е сосема ставена ad acta? Кратко само. Во овој момент, затоа што долго време ништо не се зборува на таа тема. Во овој момент, да, заради тоа што и овој период на ковид пандемијата покажа дека сите оние држави кои што имаат своји домашни оператори даваат големи средства за да ги подпомогнат во оваа криза кога летовите се крајно намалени и движењето на овој транспорт е крајно редуциран. Од тој аспект ние продолжуваме со постапките за овие ефтини летови, за нискобуџетните летови, за да можат граѓаните, кога ќе се отворат мерките, ковид протоколите, да можат да патуваат на што е можно повеќе дестинации за помалку пари. Одиме на пауза за реклами. Министре, во собранието е испратен владиниот текст на законот за легализација на дивоградби. Тоа е нов текст. Минатиот мај парламентот гласаше. Беше тоа едно предизборно безобразие. Вие бевте министр за транспорт и врски. Председателот Пендаровски одлучи да не го подпише. И сега корекцијата на... Вие го повлековте законот и направивте нова версија. Сме задоволни дека притисокот на начинот на кој што беше тогаш адресиран и председателот прифати дека навистина има многу дилеми околу решенијата, ве доведе во ситуација да го спуштите тој предизборен тон, еве сега не одите на избори, добиваме попристојна верзија на законот. Предпоставам ќе видите нови амандмани во собранието. Има некои аспекти кои веројатно на пратениците нема да им се допаднат, можеби ќе мислат дека можат да се коригират, но главните стравови во либералното решение се за, јас додавам, за избори, сега веќе не се елемент на новиот закон. Направивме голем број на дискусии, расправи, учествувавме и на расправи на други институции кои што ги организира со цел да отвориме што е можно поголем број на прашања и да ги отклониме сите оние пречки за кои што се интересираат граѓаните. На крајот, навистина, направивме целосно нов закон во кој што направивме доста измени. Јас не би рекол отстапки, но измени во насока на подобрување на законското решение, со крајна цел да им помогнеме на луѓето кои што пред се на граѓаните, кои што им е потребен кров над глава или кои што изградиле кров над глава, а не можат да го стават во една правна легална рамка, да плаќаат при тоа данок на имот за тој објект и да бидат еднакви пред законот со сите. При тоа, рековме, некако претходниот закон, кој беше донесен во 2011 година и се плаќаше 1 евро за метар квадратен комунален надоместок. Сега до 80 квадрати ќе платат плюс 50% од комуналите, над 80 квадрати ќе платат плюс уште 100%, значи двојно ќе пратат комунали. Од постоечките кои што немаме многу време, претпоставам дека кога ќе се дебатира законот ќе видиме и нови елементи, секако ќе ви препознаат некакви шифри од кои ќе се видат мотивите, интервенции кон законот со чудни мотиви има и пратениците директно и тоа може би ги ја разобличи намерата колку во предизборија некој сака да се обезбеди безброј позиции кои дури не беа ни замисла на предлагачот, но останувам дека и текстот на предлагачот беше крајно спорен. Дали за вас, за да не ни се повтори таква ситуација во главата се сега е пресек 2021, овие изгледа имаат пак намера за едно 10 години пак да носат и тоа да го продолжи ова однесување на дивење кое вие после викате дајте да ги ставиме во правна рамка.
се чуди човек кој што цело време сака да е во правната рамка, како постојано со закони е нападнат од тие што се нон-стоп вон правната рамка и потоа вие во еден момент ги враќате во правната рамка. Прво вака да Дали кажам... вашите инспекторати имаат намера да покажат нулта толеранција во однос на тоа дивење, за да не се најдеме во ситуација после 10 години дека пак имаме проблем кој што ќе треба да го решаваме со ново законско решение? Прво, нема никакви замки, задни намери. Има единствено намера да им помогнеме на граѓаните на кои што тоа им е потребно. Од друга страна да решиме големи инфраструктурни проекти или многу инфраструктурни проекти по општините, по нашите градови, и тоа се и школи и градинки кои што биле изградени со одобрение за градење, но не се впишани во катастар во моментот кога таа институција стапила на сила, и тие објекти ги нема во имотен лист. Кога како еден градоначалник ќе се занимавате со такво прашање и сакате да замените кров или прозори или да реконструирате едно училиште, кога ќе ви го нема во имотен лист, не можете ни реконструкција да направите. И еден голем дел на такви објекти, градени во претходното време на претходната држава, по сите стандарди се легализираат. Тоа покажува, или биле легализирани по претходниот закон, покажува дека овој закон ја нашол примената. Имало и веројатно некакви злоупотреби преку тие изјави кои што ги давале граѓаните дека да, мојот објект е изграден пред 3.3.2011, а објектот реално граден можеби подоцна. Сега треба на друг начин да докажат со некакви сметки дека го стопираме тоа за да не се случи да повторно во наредните 2-3-5 години луѓето продуцираат вакви градби. Сакам да оставам време за едно друго прашање. Ова сакам да го финиширам затоа што кога ќе почне собраниската расправа ќе ги видим и другите аспекти. Но сакам за нешто што би требало да биде политичка позиција на една влада. Нели мислите, министре, дека во еден момент треба да се стави точка на тој тип на исклучување на верските заедници, дури и кога тие очигледно граделе на диво? Има безброј други ситуации во кои ги толерирате, не третирајќи ги како некои кои приходуваат, оти во име на Бога тоа го правеле, но кои ќе одлучат да направат дивоградба. Не разбирам зошто се исклучат од правилото дека треба да платат. Најпред заради тоа што тоа се многу мал број на објекти во секоја општина. Одлично, и тоа е аспектот кој што како влада сметавме дека треба да бидат исклучени заради тоа што и државните институции и државата која ќе легализира условно речено одредена улица, не знам, инфраструктура, канализација, водовод, нема да плати заради тоа што тоа е национален или општински интерес. Од тој аспект сметавме дека верските заедници треба да бидат исклучени, но дебатата е пред нас и во собранието може да се дискутира и на таа тема. Некои од овие либералните во собрание ќе сватат таа замка дека треба да престанете со тоа кокетирање со кој што е многу важен, дека со овој закон не ги наградуваме тие кои што условно речено граделе бесправно, туку ги казнуваме и заради тоа овој закон сметам дека ќе направи обрачи, ќе нема да дозволи повеќе вакви објекти со ваков голем број или ваква динамика да се продуцира. Логиката е дека еднократно ги казнувате и ги внесувате во системот затоа што сега ќе мора да плаќаат данок на имот, што сега не препознаени од системот, тоа не го. И доколку се наоѓаат во генерален урбанистички план на одредена општина или на одреден град, нема да можат да легализираат објекти кои што не се во намената. Тоа значи прво мора да се во намената, ако е намена индустријски објект во таа зона, таму може да легализираат. Но ако во таква намена изградил трговски центар, тоа што нема да може да се легализира. Значи, направивме голем број на чекори со кои што ограничуваме и го затегаме ова законско решение, но дебатата во собранието е пред нас и ќе продолжиме. Крајната цел е да помогнеме на граѓаните и овие кои што вие велите да граделе по законите, не се сардисани, туку овие другите кои што бесправно граделе, да ги ставиме во ред и да плаќаат данок на имот како сите останати. Доволно време зборувавме додека бевме пресретнати од трагедијата на автопатот Струма во Бугарија, каде што загубивме 45 наши сограѓани. Деломно името, а можеби некакви деривати од името, се уште се појавуваат како во медиумите, како една најбезобразна игра во која можете да си го смените името на фирмата, да си продолжите со истите превозни средства или се смеете во лице на државата. Што мислите?
на што ве поучи во овој период и што мислите да направите дека епизоди од типот Беса Транс 2 е невозможно да ни се повторат во ситуација во која инспекторат не може да влезе, во која не знаете која е втората фирма која почнува да се бави, инспекторатот излегува, утврдува дека вршат дејност на диво, што отсликува дека дури ни таквата трагедија не поучи дека треба да се прибереме институционално. Токму поради ова огромна и страшна трагедија која што се случи и нормално објектот затворен, инспекторатот не можел да влезе, првиот ден Министерството за транспорт и врски ја одзеде лиценцата за работа на таа компанија. И од тој аспект можам да кажам дека инспекторатот во тој случај не можел да влезе, но Министерството ја одзеде без прито да добие некаква дојава или документација од инспекторатот за одземање на лиценцата, заради тоа што ние оценивме дека согласно законот можеме да ја одземиме таа лиценца, но потоа во текот на овој период добивме и од страна на инспекторатот постапки или предстапки за кои што се докажа или тие на терен установиле, констатирале дека има одстапување од документацијата, од потребните документи и ние веднаш постапивме по однос на други компании и се одзема лиценцата. Важно е да се прават повеќе контроли, важно е да имаме оперативен систем и секој оној кој што го прекршил законот треба да одговара. Не овде секогаш само институциите, овде треба и оние кои што го вршат превозот да бидат совесни, заради тоа што ако вршиш таква дејност, ти дала државата лиценца за компетентна фирма да врши таков транспорт. Тогаш апсолутно секој има својата одговорност и доколку некој прекршува закон и преминува граница бесправно, тогаш и без да се случи ваква трагедија, доколку биде тоа откриено, ќе биде санкционирано. И тоа го правиме како држава, заедно и со Царинската управа, веќе работиме на тој систем да стане уште по-конкретен и операбилен, за да може да на граничните премини по-внимателно се прегледуваат сите документи и да може Царинската управа да врши по-силни контроли на самите гранични премини. Гледате како сте вие благ. Предпоставувам дека толку пати да ја поминете границата не се работи за помалку или повеќе внимателни, туку се работи за една организирана линија. Никој не тргнува со патници од Скопје ако не знае со сигурност дека толку пати ќе успее да помине границата. Предпоставам знаејќи дека таму во таа смена точно се наоѓа нашиот човек и работата ќе може да ја заврши. Апсолутно, и заради тоа треба брзи, конкретни чекори и решенија кои што ќе дадат до знаење и на оние кои што се обидувале или правеле такви чекори, заради тоа што државата функционира. Во секоја држава некаде се појавува некаков тип на избегнување на законите или некаков криминал. Државата треба да се бори и да ги открива таквите сомнежи или можеби сторени дела и да ги санкционира. Ние покажавме дека навистина и во овој период, но и во иднина ќе работиме на отклонување на сите вакви прашања и постапки како држава, но секој оној кој што ќе се огреши пред законот, ќе прекрши закон, ќе си ја сноси својата одговорност. Министре, благодарам што вечера бевте мој гостин. Се надевам дека во вторник со вашиот колега кој доаѓа од партијата на премиерот Петков, како и да се нарекува, можеби не партија Движење, која победи на изборите, ќе биде вашиот соговорник за темата околу која допрва ќе имаме веројатно детали кои не го зафаќа само аспектот на железницата за кој вечер ве издвоивме малку повеќе време. Ви благодарам што бевте мој гостин. Благодарам на поканата. Почитувани, тоа е се во Вин-Вин. Останете на нашата фреквенција да ги одгледате и вестите во 21:30. Пријатно!